Добар ден, ученици! Јас сум Катерина Костовска, оделенски наставник во Основното училиште Војдан Чернодрински. Во нашата училница на часот по македонски јазик ќе го обработуваме текстот Волшебното пенкало. Што значи за вас зборот волшебство? Ќе ви оставам малку време да размислите. Еве кои зборови ги употребивме. Магично, прекрасно, чудно, несекојдневно, необично и посебно. Текстот што ќе го прочитаме е на страна 27. Јас ќе го читам, а вие внимателно слушајте. Волшебното пенкало. Таткото им се обрати на двете деца. Мили мои, сакам да ви подарам по едно волшебно пенкало. Велко и Лидија беа изненадени. Тате, во што се состои волшебноста на пенкалото? Праша синот. Во тоа што со помош на волшебното пенкало ќе добиваш само петки, му одговори татко. Лидија го прими пенкалото со недоверба. Таа и досега имаше само петки, без никакво волшебно пенкало. Искрено му се заблагодари на татка си за подарокот. А Велко? Тој во тие мигови бликаше од среќа. Какво уживање, си помисли тој радосен. Нема веќе учење. Волшебното пенкало ќе ми ги пишува домашните задачи по математика и мајчин јазик. Татко им замина на работа. Во собота останаа обајцата. Сестра му веднаш се фати за учење. Каква си? И рече налутено. Хајде да излеземе надвор да си поиграме. Денот е создаден за игри. Благодарам, му одговори сестра му. Се додека не научам за утре, не можам да играм. Велко се насмевна подбивно и ја спрашти надвор. Играта го мамеше. Волшебното пенкало ќе ми помогне. Зошто да си го заморува мозокот? А ова моја сестра е навистина голема страшливка. Денот бргу се истркала. Вечерината се прибра дома. Изморен, Велко вечераше на брзина и веднаш заспа. Утре дента им се пофали на другарчињата во училиштето. Имам волшебно пенкало. Тоа само ќе ми ги решава задачите по математика, ќе ми ги пишува домашните по мајчин јазик и писмените работи. Неговите другари беа зачудени. Ке сакаш ли да ни го покажеш волшебното пенкало за да се увериме со своји очи? Се разбира, зошто да не, само нека заврши час. За тоа време, учителката им ги преледуваше домашните задачи по математика. Велко ја извади тетрадката по домашни задачи, горделиво и со победничка насмевка. Што е ова? Го праша зачудено учителката. Ова, мислам, тоа е мојата тетрадка за домашна работа по математика, драга учителке. А задачите? Каде ти се задачите? Овде нема ништо. Само бели листови со квадратчиња. Овој пат заслужи чиста единица, му рече учителката. Во оделението одекна громогласна смеа. Некој од учениците пофрли. Учителке, Велко има волшебно пенкало што само ги решава задачите по математика. А Велко, тој само ја наведна главата од срам, а крупни солзи му заросија од очите. Свати, ама беше доцна. Секое пенкало е волшебно за вреден и трудолюбив ученик. Сега ќе поразговараме за содржината на текстот. Кои ликови се спомнуваат во расказ? Велко, неговата сестра Лидија, таткото, наставничката и соучениците. Каде се одвиваа настаните во расказот? Дома, надвор и во училиште. Дали имаше проблем? Да или не? Доколку имаше, кој беше проблемот? Дали може би подарокот од таткото? Неодговорниот ученик Велко? Несработената задача? Или пак исмејувањето на Велко од неговите соученици? Како се реши проблемот? Со одговорното однесување на Лидија или исмејувањето на Велко од страна на неговите соученици, кога Велко е засрамен? Може би се реши со проверката на домашната задача од нивната наставничка? Кој беше вашиот омилен дел од расказот? За некој може би беше давањето на подарокот од таткото за неговите деца,
Или пак Велко и Лидија кога се пресреќа? Кога Велко ја повикува сестра му да излезат надвор и да си поиграат? Или пак умилен дел ви беше кога Велко им се фали со волшебното пенкало на своите соученици? Да видиме, дечиња, која е пораката во овој расказ? Секое пенкало е волшебно за вреден и трудолюбив ученик. За дома, ученици, со помош на Венов дијаграм, во вашите тетрадки истакнете ги особините на Лидија и Велко. Потрудете се убаво да ги опишете. Јас сум сигурна дека часот ви се допадна и ви беше интересен. Ви благодарам на вниманието и успешна работа.